За химната денес над Македонија. Денес над Македонија е химна на Република Македонија. До постанувањето на обликот кој што ние го знаеме, оваа песна претрпела неколку промени. Во продолжение ќе ја слушнете историјата на нашата химна. Химната на Македонија е напишана од македонскиот автор Владо Малески во 1941 година, а за прв пат се изведува на пречекот на новата 1942 година во Струга во куќата на Сотир Шута. Химната била изведена за прв пат таа вечер каде присуствувале активисти на ослободителното движење на Македонија од Струга и Струшкиот регион. За овој настан Малески ќе рече: со оглед на приликите, тоа секаде се прави да не падне во очи пречекот на новата година имаше за цел да се собере младината и под оваа форма да се разговара за предстојниот вооружен отпор против фашизмот. Тогаш се информирав и за нападот на полицискиот участок во Прилеп и нападите во Куманово. Што се однесува на програмата за дочек на нова година, јас, Боро Путе и Димче Кошарко, ја подготвивме песната денес над Македонија, која набрзо потоа ќе стане најпопуларна песна во цела Македонија и која до ден денеска се одржува како еден вид македонска химна. Меѓу присутните активисти на Народно-ослободителното движење на Македонија бил и блискиот пријател на Малески, Никола Кочовски, кој за песната изјавил: бев поканет од мојот другар Јосиф Миса да присуствувам на новогодишната игранка во домот на Сотир Шута. Кога влегов во горните одаи на куќата, пријатно бев изненаден од амбиентот во кој се пееше песната денес над Македонија, за чие име дознав во текот на вечерта. На гитара свиреше и пееше Владо Малески. Песната ја пееше со восхит, а присутните со смиреност го следеа и потпевнуваа. За песната беа изречени многу убави зборови, потенцирајќи дека во нејзината содржина е сета македонска историја и иднина. Таквата пријатна атмосфера овозможи и сериозен разговор кога за прв пат бевме информирани за успесите во војната што се води против фашизмот, како и за првата вооружена акција на македонските борци со нападите во Прилеп и Куманово. Имено, првиот текст на химната изведена во Струга во 1941 година имала малку поразличен текст од денешниот, особено во имињата на македонските револуционери и еден подолу ред. Така од првичните Гоце Делчев, Питу Гули, Карев, Влахов, Сандански, денес во химната се спомнуваат Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Сандански. За мелодијата на оваа песна има неколку верзии. Според Денко, синот на Владо, мелодијата е адаптирана од народната песна Надежда болна легнала, која пак настанала како адаптација на мелодија што потекнува од некој европски шлагер, кој на овие простори е донесен од војниците од Солунскиот фронт. Оваа песна Владо Малески ја научил од својата мајка. Додека според сеќавањата на музичарот Стефано Петчески, мелодијата на денес над Македонија е инспирирана од неколку песни. Во монографијата Вистината е во букетот цвеќе од синот на Стефан, Сотир Владе му рекол: Стефане, сега ќе се задржиме на следните песни. Букетот цвеќе што ми го даде. Ајде браќа да минеме преку Велешко, Прилепско и Крушевско. Телеграма дојде од Европа до султанот и орле бе орле крилато пиле. Оваа песна била изведена по драмата Македонска крвава свадба во родното место на Војдан Чернодрински, односно селото Селци. Во јуни 1943 година свое место наоѓа во првата партизанската збирка Македонски народно-ослободителни песни, во која на прво место во својство на химна се наоѓа Изгреј зора на слободата. Композиторот Тодор Скаловски направил аранжман на мелодијата, со кој и дал поинаква ритмика на типична европска револуционерна песна. Оваа збирка е од Кочо Рацин. Тука во оваа збирка стихот од гроб стана, а славните дзидари е заменет со одново сега знаме се вее. Во македонските народно-ослободителни песни се спомнуваат имињата на Делчев, Груев, Гули, Сандански и Влахов, односно е избришано името на Никола Карев, а е додадено името на Даме Груев. Музиката за химната ја направил Тодор Скаловски во 1943 година. Композиторот Тодор Скаловски направил аранжман на мелодијата, која е позната како лирска, љубовна. Тој во септември во 1944 година на слободната територија во Горно Врановци формира партизански хор, од кој на еден собир во Велешко била изведена денес над Македонија,
под диригентската палка на Властимир Николовски. До средината на 1945 година, денес над Македонија станала општо прифатена, особено на слободната партизанска територија, каде што се изведувала на народните собори. За прв пат химната, официјално, била испеана од триото. Никола Бадев, Васка Илиева и Александар Сариевски тие го испеја оригиналниот текст на оваа песна. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Старо младо машко и женско, на нозе се кренало. Старо младо машко и женско, на нозе се кренало. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее. На Крушовската република, на Гоце Делчев, Питугули, Карев, Влахов, Сандански на Гоце Делчев, Питугули, Карев, Влахов, Сандански. Не плачи Македонијо мајко мила, крени глава гордо високо, Македонија слободна, слободна ќе живее. Македонија слободна, слободна ќе живее. Во оваа верзија Никола Бадев, Васка Илиева и Александар Сариевски ги прати звуците на хармониката на Кочо Петровски. Иако денес над Македонија се раѓа се изведуваше како химна речиси на секоја свеченост низ Македонија, нејзиниот пат до официјализација како химна на Социјалистичка република Македонија беше долг. За прв пат химна се споменува во Уставот на Социјалистичка република Македонија од 25.11.1974. Член 10, вели Социјалистичка република Македонија има химна, но не дава други детали која е таа химна. Конечно, со уставните амандмани од 14. април 1989 година, со амандман од 24, се заменува членот 10 од Уставот на Социјалистичка република Македонија текстот. Химна на Социјалистичка република Македонија е денес над Македонија, со што таа добива официјална позиција, но не е даден официјален текст. Во оваа верзија го имаме следниот текст. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата, македонците се борат за своите правдини. Не тажи Македонијо мајко мила, крени глава гордо високо, Македонија слободна, слободна ќе живее. Одново сега знамето се вее над Крушевската република на Гоце Делчев, Питугули, Даме Груев, Сандански. Горите македонски шумно пеат бојни песни, нови весници, Македонија слободна, слободно живее. Со Уставот од 1991 година, химна на Република Македонија не беше усвоена, туку тоа требаше да се стори со закон во рок од 6 месеци. За предлози за химна и за грб и знаме се објави јавен конкурс на кој пристигнаа 36 предлози за химна. Трите најдобри предлози беа химна од Таки Хрисик, Денес над Македонија, верзијата на Тодор Скаловски и Да ни бидеш вечна од Александар Џамбазов. Сепак набргу во процесот за избор на символи, остана Денес над Македонија како единствен предлог. Химната е изгласана на 11.8.1992 година и тука веќе го имаме текстот од денешната верзија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев, Питугули, Даме Груев, Сандански. Гоце Делчев, Питугули, Даме Груев, Сандански. Горите македонски шумно пеат нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее.